Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le site, sur le sujet « Créer son profil sur un site internet». Добар ден, драги деца. Денес ќе работиме на тема креирање на профил на интернет страницата. Pour cette occasion, за таа прилика ги имаме следните цели. Креирање предпоставки, опишување на домот, идентификување, разбирање и примена на лексика за креирање профил на интернет, како и представување на домот. Како пример, exemple, vous visitez le site d'Odosurfing et comme exemple est donné Stéphane Le Pen, disponibilité et certification, Canapé 3, États-Unis, Louisiane, Baton Rouge. Значи, како што наведов, примерот ни е со Стефан Ле Пен, кој што има свој сајт, интернет страница на Dodosurfing, каде што го издава своето канапе и така се вика страницата Canapé 3, доаѓа од Америка, Луизијана, од Батон Руж. Сега ќе ги видиме son description personnelle, неговиот личен опис. J'adore voyager dans le monde entier, rencontrer de nouvelles personnes et mieux comprendre le lien qui nous unit tous. J'ai appris que tout le monde aime rire, manger, aimer et être aimé. Значи, обожавам да патувам во светот, да среќавам нови луѓе, подобро да ги запознам врските кои што не соединуваат, обединуваат сите. Научив дека целиот свет сака да се смее, да јаде, да сака и да биде сакан. Друг негов опис, негови информации, тоа се information sur le canapé. Информации за неговата интернет страница. Disponibilité. Oui, sexe des gens que vous préféreriez recevoir, peu importe. Maximum de personnes par nuit, 2. La surface où dormir est partagée, non. Значи информации за канапето, тоа е софа. Диспонибилите, достапност, да. Пол на луѓе кој би сакал повеќе да ги сретне, да ги прими, тоа се не малку е важно. Максимум на луѓе за ноќевање 2. Просторот каде што спие е поделен, не. Сега ќе видиме еден мал опис на неговата куќа. Je vous informe que j'habite avec mes parents près du campus. C'est dans le sud-est de la ville, près d'un très beau lac. Nous vivons dans une jolie petite maison. Il y a 2 chambres, un grand salon, un petit jardin et une piscine. Vous pourrez dormir dans le salon. Nous avons un canapé très confortable avec beaucoup de coussines. Значи, ви информирам дека живеам со моите родители блиску до кампусот. Тоа е во југоисточниот дел на градот, во близина на едно многу убаво езеро. Живееме во мала куќичка, убава куќичка, има 2 соби, голем салон, мала градина и базен. Вие ќе можете да спиете во салонот, ние имаме канапе, многу удобно канапе со многу јастуци. Тоа беше описот на неговиот дом. Сега ќе ги видиме centre d'intérêt, неговите вкусови, што најповеќе сака, музик, војаж, филм d'aventure, музика, патувања и авантуристички филмови. Тип de personne apprécié, тип или врста на луѓе што ги почитува. Tout type de gens, сите видови на луѓе. Tous ceux qui ont quelque chose à offrir et surtout leur sourire.
Сите оние кои што имаат нешто да понудат, а особено нивната насмевка. Je parle anglais, espagnol и français. Зборувам англиски, шпански и француски. Одиме понатака со endroit où j'ai voyagé, места каде што патував. Pays que je visitais, земји што ги посетив. Аржентина, Шили, Кроаси, Итали и Перу. Значи Аргентина, Чиле, Хрватска, Италија и Перу. Pays où j'ai vécu, земји каде што сум престојувал. Франс, Етазуни, Франција и Соединетите Американски држави. Ова беа неговите податоци, неговите вкусови, описот на неговиот дом, а сега од сето тоа, колку сте разбрале, ќе одиме со question pour compréhension globale, со прашања за глобално разбирање. Првото прашање А. La première question A, d'après ce que vous avez lu, qu'est-ce que le dodo-surfing? Според она што го прочитавте, се надевам и вие, што значи додо-сурфинг? Значи можете во вашите тетрадки да запишете, да почекаме одреден момент и да одговориме на првото прашање. Во меѓувреме одиме со второто прашање. Le deuxième question, c'est B. Que sait-on de Stéphane Le Pen? Que sait-on de Stéphane Le Pen? Што знаеме за Стефан Ле Пен? Одиме со третото прашање. C. La question 3, c'est pourquoi propose-t-il d'héberger des gens chez lui? Зошто нуди тој згрижување, удомување на луѓе кај него? Et la quatrième question, c'est la question D. Que sait-on sur l'hébergement qu'il propose? Што знаеме од удомувањето или згрижувањето што го нуди? Што знаеме, значи, за неговиот дом. А сега да ги погледнеме одговорите. Réponse, odgovori. A. La réponse de première question, c'est Dodo Surfing, c'est un site d'internet. Тоа е интернет страница. B. On sait que Stéphane Le Pen, c'est une personne qui a l'annonce sur le site Le Dodo Surfing. Знаеме дека Стефан Ле Пен е личност која што има оглас на интернет страницата Dodo Surfing. Troisième réponse, c'est il propose l'héberger des gens chez lui parce qu'il a un canapé libre. Тој нуди удомување, згрижување на луѓе кај него, бидејќи има слободно канапе, слободна софа. Et la quatrième réponse D, c'est on sait qu'il a une jolie petite maison avec deux chambres, un petit jardin, un grand salon avec canapé confortable avec beaucoup de coussins. Значи знаеме дека има убава малечка куќа со две соби, мала градина, голем салон, со удобно канапе или удобна софа со многу јастуци. Тоа се одговорите што треба вие да ги знаете и да ги одговорите. Maintenant, vous avez un exercice. Pour cet exercice, il faut 5 minutes pour remplir. Сега имаме вежба, за која што треба 5 минути за да одговорите. D'après l'exemple de Stéphane, според примерот на Стефан. Vous offrez d'héberger une personne dans votre logement. Présentez votre profil, vos goûts, votre logement. Значи нудите удомување на една личност во вашето живеалиште, представете го вашиот профил, вашите вкусови, вашето живеалиште. Après, description personnelle. Потоа,
личен опис. Information sur le logement, centre d'intérêt, type de personne appréciée et endroit où j'ai voyagé. Информации, значи опис на живеалиштето, вашите вкусови, типот на луѓето што ги почитувате и местата каде што сте патувале. Се надевам дека нема да ви биде тешко. J'espère que c'est pas difficile. Vous pouvez remplir tout ça. Nous reste encore, je vais vous donner un exercice pour le devoir. Значи ни останува уште вежба што треба да ви ја зададам за дома. Vous préparez votre annonce pour vous présenter et décrire l'hébergement que vous pouvez offrir. Avec 120 à 150 mots. Подготвувате оглас, што ќе се представите и ќе го опишите вашето живеалиште, што го нудите на интернет страницата. И за крај, а тоа треба да биде од 120 до 150 збора. И за крај, сите за подробности, податоци, за да ги продлабочите вашите знаења, можете да ги користите овие имейл адреси. Avignon, Bordeaux Tourisme, Dodo Surfing и si vous avez encore, ако имате уште, vous pouvez utiliser. Et pour le fin, ou à la fin, passez une bonne journée, restez chez vous et apprenez le français. И за крај, имајте убав ден, останете кај вас и учете го францускиот. Au revoir!